Европската унија денеска одобри дополнителни 10 милиони евра за помош на Република Македонија во справувањето со кризата со бегалците, јави Мија од Брисел. Според еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан, миграцијата е по своја природа регионално прашање и тој посочи дека Европската унија е подготвена да продолжи да им дава помош на земјите од Западниот Балкан, што се соочуваат со слични предизвици. Во овој контекст, Унијата денеска определи дополнителни 12,7 милиони евра помош и за Грција. Оваа одлука се случува на денот кога во Прага, Унгарија, Словачка, Чешка и Полска, како вишеградска група, со Македонија и Србија, утврдуваат билатерална помош со цел за печатување на границата кон Грција, за да се спречи мигрантскиот наплив долж западно-балканската мигратска рута. Началникот дури не сакаше да ми даде да ги земам лековите со мене. Бев приведен без судски налог и не дадов никаков отпор бидејќи немам направено никакво кривично дело, вели единствениот градоначалник македонец во Албанија Едмон Темелко, градоначалник на општината Пустец, кој што го гостуваше во утринската емисија на Сител телевизија. Граѓаните се интересираат дали постоел судски налог за апсење, а Темелко одговори дека таков налог немало и дека тоа е неголемата грешка по бруталното влегување во домот. Опишувајќи го однесувањето на полицијата, особено на началникот од Битола, Темелко го спореди со грчките полицајци од минатото. Техничкиот министер Оливер Спасовски на новинарско прашање денеска дали е вистина дека немало налог за приведување на градоначалникот на општина Пустец Едмон Темелко, истакнал дека активностите ги води специјалното јавно обвинителство и е постапено по нивна наредба. Се што е преземено врз основа на наредба на специјалното јавно обвинителство, одговорил министерот за внатрешни работи. Прашан зошто е приведен Темелко, а не и останатите осомничени, Спасовски упати на одговор до специјалното обвинителство, бидејќи посочи тие ја водат оперативната акција. На прашањето дали завршило вештачењето на панцирите пронајдени во акцијата Фабрика за афери, тој додаде дека се работи на таа истрага, но за подетални информации упати во јавното обвинителство за организиран криминал. Грција има потреба од дитно намалување на нејзиниот долг, изјави германскиот министер за економија Зигмар Габриел, нарекувајќи ги цинизам постојаните закани упатени од Европската комисија за излегување на Грција од Шенген зоната. Зигмар Габриел се осврнал и на грчката должничка криза, тврдејќи дека од 200 милиарди евра кои Грција ги добила како финансиска помош од 2010 година до 2015, 145 милиарди евра биле дадени за гаснење на нејзините задолженија и не придонеле за рестартирање на грчката економија. Црна Гора денеска ги почна преговорите за пристапување кон НАТО. Со почетокот на преговорите, Црна Гора денеска направи значаен чекор кон членството во Алијансата, се наведува на официјалниот сајт на НАТО. Како што се додава во соопштението, преговорите ќе ги покријат политичките, воените и правните прашања и ќе бидат можност двете страни да ги разјаснат отворените прашања. По разговорите, следниот чекор е членките на НАТО да потпишат протокол за пристапување, пошто Црна Гора со покана ќе почне да учествува на состаноците на Алијансата.